Почитуван заменик министер за социјална политика, демографија и млади, господине Ѓоко Велковски. Почитувани колеги од граѓанските организации, почитувани представници од институциите, добро утро. Еве ја имаме да кажам чест и задоволство да го отвориме овај ден со панел дискусија на тема социјала, демографија и млади. Имаме вкупно 50 на минути, за што ќе се согласите, верувам и вие, доста кусо време за една ваква амбициозна и комплексна област, особено земајќи во предвид дека зафаќа аспекти од живеењето во секоја пора и дека буквално се однесува на граѓаните кои што припаѓаат на сите возрастни групи. Меѓутоа, пред да преминеме на дискусијата, збор 2 и за програмата во чии што рамки се одржува овој панел. Цивика Мобилитас е програма на владата на Швајцарија, која што ја спроведуваат МЦМС, НИРАС од Данска и ФЦГ од Шведска. Главна цел на оваа програма се социјалните промени во Македонија, кои се водени од силен граѓански сектор, активни граѓани и добра соработка со властите, за што верувам и денес ќе биде потврда. Сето ова треба да резултира со проширен граѓански простор, поодржливи граѓански организации и потранспарентно, отчетно и општествено инклузивно владење, како на централно, така и на локално ниво. Преку Цивика Мобилитас досега се доделени вкупно 481 грант и биле поддржани 469 организации со вкупен износ од околу 930 милиони денари или околу 15 милиони евра. Покрај тоа, во рамките на овие проекти беа организирани бројни национални, регионални и тематски форуми, фестивали и други менторства и обуки со кои се зајакнаа капацитетите и влијанието на граѓанските организации. Националниот форум, односно денешниот настан, е еден од клучните инструменти на Цивика Мобилитас за поттикнување на граѓански ангажман. И оваа година фокусот се става на соработката меѓу владата и граѓанското општество, што е еден силен предуслов за поефективни, инклузивни и транспарентни политики, кои што ги адресираат вистинските потреби на граѓаните. Социјалната политика, демографија и млади е област во која што граѓанските организации играат важна улога, пред се заради тоа што работат директно со своите конституенти, заради природата на овие области, и во таа смисла спроведуваат различни проекти, програми, иницијативи, анализи и слично, се со цел унапредување на политиките. Ова беше препознаено од Цивика Мобилитас и всушност оваа област, заедно со областа добро владење, се поддржани со најголема финансиска алокација, конкретно за оваа област над 180 милиони денари, додека другите области во кои што оваа програма инвестираше се движат во рамките околу 70 милиони денари поединечно. Со други зборови, земајќи во предвид каква било поддршката, граѓанските организации работеле во овие области и постигнале резултати согласно индикаторите и проектните предвидувања кои што биле зададени. И токму во таа насока доаѓа и првото прашање, кое што јас имам задача заедно со сите останати денеска да го поставам овде до вас, а доаѓа од името на граѓанскиот сектор. Значи, всушност, се она што денес ќе се разговара беше претходно консултирано со граѓанските организации, а се разбира дека и по воведниот дел панелот ќе биде отворен и за дискусија од присутните. Дарко ме замоли да кажам дека имаме 2 мобилни микрофони кои што ви се достапни во секое време и искрено се надевам дека ова ќе биде една убава утринска вежба за еден отворен разговор и ќе може да не подигне на ниво на енергија, за да можеме цел ден да сме присутни и да го искористиме присуството на владините представници, бидејќи тоа е целта на денешниот ден, ние како граѓански организации да поставуваме прашања и да видиме што е она што заедно може да го сработиме за се разбира за подобрување на севкупните аспекти во живеењето на нашите граѓани. Почнуваме со првото прашање веднаш. Значи, апропо резултатите на Цивика Мобилитас во делот на оваа област е прашањето доколку направите ретроспектива на година и половина функционирање на Министерството, кое што има
релативно ново портфолио. Што е она што би го издвоили како успешен индикатор од вашата работа? Најпрво, дозволете да од името на Министерството, од моје лично име, да ви се заблагодараме, кажа, утрински да се раздвижиме, да поразговараме на сето она што вие претпоставувам дека со години така се работело, сега и поддржано нели преку проекти. Меѓутоа она што ми е најзначајно можеби во текот на целиот овој процес е тоа што мислам дека, да не кажам конечно, државата и невладиниот сектор нели комуницираат, меѓутоа сметам дека во овие години и половина, по она што го имам како искуство, присуство, бидејќи помина и таа техничка влада која земам веќе кај мене, моето присуство нели во делот на социјалната заштита на двете позиции, технички министер и заменик министер, е веќе 2 години во јануари. Така да и искуството кој што го имам, па и претходно во делот на социјалната заштита, мора да кажам дека навистина сме отворени за дискусија, се прифаќаат доста од она што значи предизвик во секој еден сегмент кој што вие како пред се како луѓе, потоа како организации сте ги детектирале во најголем дел од она што се случува на терен или она што е реално нели како подадена рака на државата, и во таа смисла сметам дека навистина конечно невладиниот сектор и државата се буквално партнери, како што и Емили кажа во самиот вовед. Каде се гледаме после година и половина, нели, што направивме, што ова ново министерство, нели, само по називот можеби и во некои сегменти е ново, меѓутоа функционирањето, нели, во најголем дел во социјалната заштита е тековно и така натака, меѓутоа демографијата и младите ни се секако еден сегмент кој што значи дека треба да воспоставиме некои нови пракси, нови правила, закони и така натака. Мора да кажам дека она што се фокусиравме во овие години и половина, за жал беше занемарено, некој ќе кажа дека нели во капиталниот дел постојано некои од влади и министерствата се фалат, меѓутоа во нашето министерство има зошто се пофалиме и зошто е значајно, бидејќи кај нас се детските градинки. Тоа е основата за министерството, нели, за оние најмладите да имаат почеток и правилен почеток и квалитетно воспитување. И доста сме заложени како влада и во бројки, ако ви кажам дека денеска само во Скопје се започнати и ќе се започнат да се реконструираат и се склучени договорите за 16 нови објекти или ќе се реконструираат постоечките кои што се во повеќе 40 или 50 години, знаете во каква состојба нели били изградени пред многу децении од денеска. Оние фамозни листи за чекање ќе станат веќе, мора да кажам дека минато за години и по две, бидејќи тој процес не можеме да го завршиме за месец, два или три, така, тоа е нешто што за жал е капитално и трае подлог период, меѓутоа кога ќе завршиме, повеќе Скопје нема да биде препознаено тоа дали дечињата можат да идат во детските градинки или не, и така да тука ни беше еден од главните фокуси во овие години и половина, пред се првим да обезбедиме проекти со локалната самоуправа, да направиме одлична комуникација, мора да кажам, со секоја една општина која што беше заинтересирана да аплицира, не само скопските, тука влагаат и сите останати во Македонија. Потоа имавме еден предизвик во делот на, мора да кажам, на социјалните услуги, кој што е директно поврзано токму со невладиниот нели сектор или приватниот сектор, мора да кажам. И ќе правиме, веќе сме започнати и навистина ќе направиме доста напредок во делот на социјалните услуги, тие кои што не знам на маса можеби има и нели денеска тука присутни со нас кои што токму со ова се нели занимаваат да дадат директна подршка на дали е тоа на старите лица, активно старење, дневни центри за дечиња со посебни потреби, асистенти во домот на овие дечиња. Навистина беше отворен еден систем пред повеќе од 4-5 години и тогаш го, мора да кажам, без оглед кој бил министер и така натака, сме го поздравиле од тој аспект што реално државата и сите европски практики кажуваат и укажуваат на тоа дека ова е продолжена рака на системот на социјалната заштита во секоја една држава, не само Македонија, и го препознавме и тогаш и денеска гледаме да го надоградиме целиот овој систем.
кој што бил отворен по одредени принципи и правила, меѓутоа еве доаѓаме до фаза каде што веќе првичниот аспект и елемент сме го буквално изоделе како патека. Сега останува да покажеме буквално квалитет на тоа што го даваме, бидејќи првично се воспоставуваат сите работи. За жал Македонија и така функционираат, може треба да се промени и тоа. Ги воспоставуваме некои работи без одредени индикатори или каде се гледаме за 4 или 5 години од сега. За жал некои работи така се воспоставуваат, меѓутоа затоа се менуваме, затоа сме тука да се промениме и да направиме нешто ново, така да и во тој сегмент и напредуваме, меѓутоа ќе има и дополнителен напредок, мислам дека во период кој што следи. Секако тука фокус е младите, кои што премина од една агенција, знаете како функционираше, претпоставувам сте комуницирале со таа агенција поранешна за млади и спорт, каде што 95% од буџетот, меѓутоа и од фокусот беше токму на делот за спорт. И затоа неминувано имаме денеска Министерство за спорт, нели, како одделно министерство во Македонија. Младите да преминат во делот на, нели, комплетната слика на министерството, каде што од најрана возраст па се до, нели, оние пензионери ќе ги фатиме. Отворени сме секогаш во делот на младите за сите оние предизвици, политики кои што треба да се креират, бидејќи не сите аспекти на младите, односно сите активности треба да бидат во рамките на ова министерство. Денеска гледате дека има Министерството за образование, делот каде што се делат, нели, овие електрични уреди за студентите за подобра комуникација и така натака. Потоа имаме делот на младите каде што се офатени во делот на спортот, како посебна категорија, во делот на трудот, каде што вработуваме млади до 29 години и така натака, каде што, нели, како сегмент комплетно потребни се повеќе ресорни министерства или области за да, нели, бидат како целина офатени младите, меѓутоа затоа и заеднички работиме и како влада, меѓутоа како министерство и координираме сите овие активности. Ке следи период на, претпоставам дека директна подршка од ваша страна со работката што имаме и понатака да продолжи, за да можеме и дури и елементи на поконкретни мерки да може да бидат имплементирани или од страна на самото министерство. И како последна, да не ме замерат оние кои што се повозрастни, е делот на пензионерите, категоријата која што дала премногу за оваа држава, работеле повеќе од 30-40 години, вложувале за ние денеска да можеме да имаме држава каде што ќе биде стабилна, каде што ќе водиме одредени политики, каде што ќе можеме да живееме и да основаме наши семејства. И грижата за нив мора да продолжи не само од аспект на тоа да биде популистички во делот на дека сме поделиле повисоки пензии. Тоа го заслужиле, бидејќи системот за жал некој не го видел 7-8 години, меѓутоа делот на заштита кој што треба да имаат овие лица. Значи, семејствата за жал, бидејќи денеска се уште предизвики, не може да затвориме прашањето дека младите заминуваат од Македонија, можеби не во толкав број и процент како што било порано, меѓутоа таа тенденција се уште постои и, нели, бараме начин сите заеднички како да ја спречиме, да ја буквално да ја запреме доколку е тоа возможно во даден момент. Меѓутоа старите лица им треба грижа, како што се старските домови, социјалните услуги да се грижат за нив, токму провайдерите за да имаат подршка во домот како природна средина каде што живеат и сето она што е потребно за секој еден пензионер, односно повозрастно и постаро лице во Македонија да може да пружиме како подршка. Така да ова се вака 4 буквално столбови, нели, ако збориме како министерство кој што навистина имаме сериозен фокус во овие години и половина. Да, имаме политики што треба да се кројат и во период кој што следи имаме 4-годишна програма која што не може да се направи за година и половина, бара време, бара пари, бара модел да се направи нешто преку ноќ. Некои работи ниту се исправат, ниту може да се направи. Затоа потребно е време, затоа мандат на, претпоставам дека на еден министер влада е 4-годишен, стратегија е 5-годишна и така натака. Сето тоа е премногу логично направено за да, нели, имаме време доволно сето оно што сме го замислиле како и сме го понудиле пред се на граѓаните, нели, како програма пред се, а сега веќе и владина, нели, државна програма, да имаме простор и време да ја реализираме, така да претпоставам дека низ месеците и години што ќе поминат во целата соработка сите овие компоненти и сето оно што ќе произлезе дополнително ќе биде во една заедничка соработка.
Ви благодарам за воведното излагање. И во истото се потврди, нели, дека почнувајќи од граденки па се до пензионери, Министерството навистина има сериозна област во која што треба да делува преку мерки. И пред да го отвориме панелот, затоа што има организации кои што конкретно, нели, работат во дел од овие аспекти, само уште две прашања би ве замолила за кус одговор, па потоа да преминеме на прашања од присутните. Споменавте дека еден од начините да се подобрат услугите за граѓаните, социјалните услуги е преку делегирање, односно преку давање, отварање на тој дел кон граѓанските организации, кон приватните компании. Токму и прашањето е во тој дел како конкретно ќе го подобрите системот за лиценцирање со цел да се забрза тој влез на граѓанските организации и приватните даватели во системот на услуги. Значи, прашањето е како ќе се забрза процесот. И второ, во делот на младите, си ја знаеме, нели, сите, особено ние кои што доаѓаме од другите региони, се разбира и Скопје, меѓутоа еве еден податок конкретно за Пелагонискиот регион, меѓу двата пописи се иселени над 16.000 млади, што тоа е, нели, бројка ако ја мултиплицирате со колку се изгубени нови млади семејства и нели новородени деца, после тоа и така натака, всушност не завршува на 16.000. Со други зборови, младите се уште се иселуваат и тоа е тренд кој што е актуелен. Во таа смисла, дали Министерството има конкретен план како ќе влијае во помалите и рурални општини, како ќе помогне, би рекла, со цел на овозможување повеќе услови за личен и професионален развој на младите, дури еве и во делот на отворање на механизмите и сервисите кои што се предвидени со Законот за млади. Дека се обидам кратко, претпоставам дека дел од прашањата може и да се, нели, повторуваат или ќе ги дообјасниме повторно во текот на самиот панел. Би започнал од млади, од обратен редослед на прашањева. Како што и во ведно обраќање го потенцирав, дека не сме го заплале се уште да задржал трендот и го гледам и по попис како е демографијата, 16.000 новороденчиња 2024 година, нели, податокот кој што сите го знаеме, а тоа е помалку за 6.000 такви за само 10 години, нели, дечиња во клупите, во детските градинки, како семејства и така натака. За жал, трендот во Македонија не е само оцелување надвор од него, туку и, нели, населување на поголемите градови, пред се Скопје, нели, како ресурс на барање на можноста за, претпоставам, подобар живот, вработување и така натака. Од она што како искуство, претпоставам дека и вие ќе го споделите, претпоставам дека и со мене, меѓутоа и во она што сум го разговарал со и поединечните организации и како луѓе, мислам дека повеќе сегментот, бидејќи него ни спомнава како прашањето, претпоставам дека и вие го имате како анализа, повеќе сегментот на плата не е клучен или фактор за тоа дали да остане одредено лице во Битола, во Прилеп, нели, да бара работа или ќе дое во Скопје. Бидејќи мислам дека тој момент со плативе само ќе ги издвоам тука државните служби, бидејќи таму се мислам дека и едни од поницките, нели, примања кои што ги имаат за жал државните службеници, меѓутоа така е политиката и така се воспоставени системите. Приватниот сектор мислам дека нуди многу подобра плата. Условите за работните места ќе се сложам дека треба да бидат секако ревидирани, подобрени за оние каде што нели има одредени индиции. Затоа активно се работи на тој дел, во делот на сите оние инспекции кои што денеска, нели, се активни и проверуваат да има токму да бидат почитувани и делот на договорите, односно трудот како таков, меѓутоа и самите работни места да бидат соодветни согласно, нели, сите оние стандарди кои ги бараме, бидејќи се стремиме да идеме, нели, кон нешто повеќе, кон нешто подобро, и како држава треба да представиме такви резултати, ете Европската унија, нели, како елементи ги бара секој еден од нас. Така да тој сегмент веќе е исклучен. Мислам дека повеќе младите се она што ги тера да се оцелат или да не бидат дел од одредено опкружување, општини и така натака, е системот во кој што функционираат. Кога ќе кажам системот, мислам на целокупниот систем на
ова што го говорев за децата и детските градинки да чека на листите за чекање и да не може да го запише своето детенце и да треба мајката или таткото да биде без работа за да го чува, или некој мора да го чува тоа дете, па се до моментот понатака во делот на образование, па превозот кој што го имаме како систем, социјална, културна и така натака, сето тоа е елемент кај што младите денеска го препознаваат, не е како пред 20 години кога јас сум бил на нивова на возраст и како студент тогаш сум размислувал можеби поинаку. Во рамките на оваа држава денеска младите се многу и поедуцирани и така треба да биде и понапредни и им сметаат сите овие други елементи бидејќи сакаат да имаат како да кажам мирен живот. Не сакаат да ургираат за да да се земат извод, не сакаат да ургираат за да имаат побрзо или навремено пасош да добијат за да нели се остварат одредено право и сето тоа вака предизвикува кај нив одреден таен револт за да сето нели ова да избие на крај да се заминат не знам од помала средина како што е руралните општини, замине во град, а потоа и нели за жал и од државата. Така да треба да се стремиме комплетно сите ресори и сите фактори во државата да веќе да се направи систем и тој да го почитуваме. Како што јас можам да идам у банка и да чекам ред за да се добијам услуга, така треба да биде за секој еден од нас во општеството и тоа се биде редовно и на редовна основа и да нема доцнење, така да се тоа што го правиме во делот на дигитализација како држава, во сите оние напредни елементи на воспоставување на ред, мислам дека ќе го намали токму стравот наш да луѓе го заменуваат нели се почесто од секоја една средина, а секако ќе се навратам на првото, да, не се парите, меѓутоа и тоа е клучно на крајот денот да имаат нели и можност онаму од кај што доаѓаат да бидат и вработени и да бидат работоспособни таму и така натака. Така да во делов на младите навистина вака тоа е мое лично мислење, разговор со дел од вас што сум го стекнал како искуство, односно преднос во она што треба да значи утре политики на креирање и воспоставување на системите. За младинските само центри, мислам дека беше прашањето или не. Да, верувам дека и се воспостави, нема и ако го постават. Да, сигурно ќе имаме организација. Говориме и првото прашање се однесуваше на Што конкретно ќе направите за да се подобри системот за лицензирање, да се забрза всушност роковите да се скусат, да. Тука имавме тука имавме во неколку реченици. Затоа реков и на почетокот, направен е систем пред 5 години кој што денеска се ревидира. Дотраа, едноставно му завршил рокот на траење на тој документ и денеска веќе отворена е дискусијата за промена на правилникот, пред се, нели тој е како основен документ од што произлегува од Законот за социјална заштита, така да ќе промениме правилникот согласно утврдување на приоритети, бидејќи не секоја организација и давањето на услуги се исти. Сите по себе се различни и затоа треба да ги направиме сите модели онака прилагодени согласно потребите на реални кои што доаѓаат од самите граѓани. А тоа се однесува на тоа што едни се занимаваат со повозрастна категорија на граѓани и се потребни едни вработени, мислам лиценцирани група на граѓани и луѓе, други се за друго фокусирани, за деца и така натака, така да веќе е отворена оваа дискусија во Министерството, значи веќе се отвори оваа дискусија, ќе бидат повикани оние кои што директно се нели засегнати токму за дебата и дискусија по однос на овој правилник од организациите кои што учествуваат нели во овој процес, така да ќе прилагодиме, ќе направиме правилник кој што ќе значи со самото тоа и побрзо лиценцирање и побрзо воспоставување на услугите од страна на нели провайдерите, односно партнерите, мора да кажам, во овој процес. Така да овој процес е веќе започнат и мислам дека за да даеме простор месец, два, три да заврши комплетно за да може потоа да биде прилагоден за секој еден услуга или организација или која бара однос на тоа. Ви благодарам. Мислам дека начинавме многу аспекти и претпоставувам дека е доволно инспиративно за прашање од присутните. Повелете, мислам дека ќе ни помогнат колегите. Имаме микрофон. Дали имаме некој кој што би сакал да постави прашање до заменик министерот? Повелете, само ќе ве замолам и да се представите. Да, секако, јас сум Сузана Стојановска,
Доаѓам од Дневен центар до Застреќа, Здружение за лица со Даунов синдром. И би сакала да го прашам почитуваниот, кога веќе ги начнавме дневните центри, знаеме колку се нефункционални, во моментов од причина што има несоодветен кадар, се укина оброкот, се укина превозот и штета е овие простори да стојат така неискористени. Дали и што планирате и дали имате некој план за дневните центри, за унапредување нели на работата на центрите? Ви благодарам. Ти благодарам. Со дел и се познавам лично и сме комуницирале не само овие години и пол, мислам дека 10 и повеќе години. Ги знам и ги познам аспектите на многу од нели поединечните категории на граѓани, односно лица и дечиња. Дневните центри кои што постојат во Македонија, дел се одржани, мора да кажам, бидејќи правам обиколки на секоја една година, нели, присутен во Министерството. Дел се навистина функционални по градовите и ги одржуваат во една одлична состојба и кондиција, со кадар, со буквално програми за работа, за напредок и можност за навистина на тие дечиња. За жал, ова што говориш ти е за Скопскиот, мислам директно, нели, говориме за Центарот за Даунов синдром што е во Скопје, кој за жал поради технички причини овие две работи кои што се храната и превозот ќе се воспостават повторно и тоа не е проблем, е повеќе техничка работа заради оние јавни набавки и сите процедури кои што мора да бидат запазени за жал и така натака. Она што ќе биде следно, што го говоревме за делот на услугите, токму оној предизвик што треба да го има секој од нас, а тоа е пред се во делот на невладиниот сектор, односно нели приватните провайдери, е да направиме дневни центри кои што и денеска ги поддржуваме, и денеска ги финансираме, а и кои што се одлични им помагаат на дечиња и лицата нели со попреченост од различни аспекти, аутизам, Даунов синдром и сите оние потреби, церебрална парализа и така натака. Да воспоставиме такви едни центри, ќе ги поддржиме максимално, знаеш, мислам се го разговарале, знам дека просторот е предизвик за секој од нас. Меѓутоа, оно што е државно, знаете дека има процедури, дека многу потешко може да се даде во процедура така на некој да го менаџира, треба да ги лесниме овие процеси, го размислуваме, не е само до нас, тука се цел еден сегмент на, не знам, Министерство за правда и така натака. Така да, јас себе максимално секој ден кој што, знаеш, сака да направи токму еден ваков центар да го поддржиме, стојам на располагање. Стојам на располагање не само како министерство да се лиценцира, побрзо се добија таа лиценца, туку од еден аспект да разговараме со општината, каде што нели сакаме да биде функционален. Не знам, центар, карпош, знаеш дека барем секој еден градоначалник кој што дошол кај мене, дошле повеќе од 80%, независно од која и политичка партија, националност е градоначалникот, така да сме нашле заеднички јазик за оно што е заедничка заложба, а тоа е да имаме услуги во секоја една општина. Тоа значи и дневни центри, денеска ќе промовираме понатака и мали групни домови, ние една од аспектите кои што сакаме да го заземеме како тоа да општините учествуваат заеднички со нас во аспектот на социјалната заштита на овие дечиња, така да сето ова ќе го поддржиме, меѓутоа иницијативите нека бидат дел од вас потигнати, бидејќи денеска има можност. Ако пред години немаше можност, требаше само државата да отвара дневни центри и за жал, да нема вработени, да напуштаат, да се пензионираат, што е нормално така и така натака, да направиме функционални дневни центри со добра програма. И таа програма наистина да биде за дечињата кои што имаат реална потреба токму во тој дневен центар. Ви благодарам. Повелете, имаме и тука прашање. Добар ден на сите, јас сум Мила Карадафова Ангеловска, доаѓам од Центар за младински активизам КРИК, инаку приватен давател на социјалната услуга, живење со 24 часовна поддршка. Ние бевме дел од последната група, да кажеме, на организации кои што помогнаа во процесот на селење на корисниците од специјалниот завод Демиркапија во малите групни домови, како што ги кажуваме сега. Моментално функционираме со 3.
Дефинитивно одлична заложба, морам тоа да го кажам на почетокот и навистина ни е драго што бевме дел од тој процес. Меѓутоа мора да напоменеме за некои многу важни работи и аспекти кои што да речеме и ние како приватни даватели се соочуваме сега. Јас би зела само дел од работите, понатака би оставила на колегите тука си исто така оние да ги исто да го повлечат тоа прашање. Јас ива можам сега конкретно да се насочам кон самото лиценцирање и проширување на услугите. Како што спомнавме и вие зборувавте сега, дека процесот на лиценцирање прво е навистина долг и бара големи финансиски средства да тоа се случи. Крик лиценцираше 3 стамбени единици, инаку според правилник 4 стамбени единици би требало да има за еден координатор да може да работи, тоест да може да биде платен. Инаку немаме нели како да го направиме тоа. Меѓутоа, со оглед на околности, ние го земавме тој ризик да работиме 3 наместо 4 претходно. Да, еве, минатата година решивме дека ќе лиценцираме 4-та стамбена единица, за која што аплициравме за лиценца некаде период август. Лиценцата ја добивме месец март. Еве, сега се надеваме во декември на управен договор. Меѓутоа, тоа е цела година на трошоци што ние мораме да ги подмеруваме за кирија, за сметки и се останато. И супер што ива да кажеме сега има 4 приватни даватели за оваа специфична услуга што на наша добра волја тоа го правиме, штедејќи од проекти од секаде каде што може, значи од платина вработени за може тие работи да се покријат. Меѓутоа што правиме понатака? Како овој процес би се намалил и тие трошоци би се намалеле, бидејќи нема да има нити заинтересирани, нити пак ние ќе можеме да продолжиме да ја даваме услугата на овој начин. Бидејќи дефинитивно сите можни средства, ресурси, капацитети што ги имаме, ги трошиме и се вложуваме постојано, меѓутоа долгорочно тоа дефинитивно не е решение. Така да тоа е еден дел на самиот момент од добивање лиценца до добивање управен договор, а другиот момент е исто така како да дојдеме ние до самото проширување без потребните средства. Според правилникот, и искрено морам да кажам, еве како директно вклучена, често викаме многу работи во Македонија не функционираат, верувајте ми, правилникот навистина функционира, буквално со секое делче што го има таму, меѓутоа за да ние го запазиме секое делче што го има таму, тука станува збор веќе за сума 5, 10, 15.000 евра, зависи ние нели каков простор би нашеле и слично. Така да тоа е сума која што е очекувана да ја платиме ние. Ние сме нон-профит, нели, организација што немаме профит, што немаме од каде сето тоа да го направиме. Така да тоа е другиот дел да кажеме како да ние првично како моментални приватни даватели, меѓутоа и некој друг што не е во ова, како би можел да стигне до било какво проширување на услугата согласно овие трошоци што ги имаме. А останатите прашања оставам колегите да ги постават. И уште една работа, бидејќи сектор млади е наш исто така важно поле, јас баш сакам до сите да го потегнам ова прашање, до кога ќе се дозволи на општините да постапуваат противзаконски и да не ги отвараат младинските центри. Законот за млади веќе многу години е актуелен, многу мала бројка од општините го имаат отворено тој младински центар. Тие што го имаат отворено не плаќаат кон организациите. Тоа е уште едно прашање што дефинитивно треба да се отвори, да се разговара и да се стави малку на повисоко ниво, бидејќи тие младински центри што ги отворивме, сега ќе дојде време кога ќе треба да се затворат, бидејќи им се должи исплата по повеќе од една година. Не може да си го платат кадрот и нема како да продолжат да работат. А тука пак ќе кажам се ова, до кога ќе биде дозволено на општините да работат противзаконски, да повеќе од 90% од нив да немаат отворено младински центар без разлика што законот тоа го пропишува. Фала ви многу. Ви благодарам и тука би сакала да замолам ако има и друг некој од присутните кој што сака да постави прашање во првиот дел, во делот со лиценцирањето, да го собереме тоа за да може заменик министерот да го адресира, да не се повторуваме, а потоа би се префрлиле на делот со прашањата за млади. Доколку имате уште дополнување или некој друго прашање во врска со лиценцирањето на давателите на социјални услуги? Ова прашање не е врзано толку директно со лиценцирањето, ама бидејќи за социјалните услуги сакав да прашам до каде е процесот на воведување партиципација во социјалните услуги, кое што е како едно од решенијата за одржливост кај некој од услугите како што е помош и нега во домот. Благодарам. За
првото, па за младите после ќе се вклучам, ако дозволиш, претпоставам дека ќе се отвори дебата, нели, како втор дел од панелов. Тоа што го говоря за услугите, да, значи ние сме свесни, значи сите кои што сме таму и буквално го чувствуваме тоа што и вие, не како притисок, меѓутоа како обврска дека треба се тече побрзо, бидејќи делот од сите оние корисници, бидејќи веќе процесот на сместување во институција, нели, не е на хартија, меѓутоа не го применува никој од нас, особено во ова министерство. Значи не се сместуваат деца во домови, не се сместуваат лица со посебни потреби во Демиркапија, специјалниот завод во Бања Банско, нели, со физички хендикеп и така натака. Така да повеќе од потребни ни се токму, нели, ресурсот на овие мали групни домови, нели, или стамбени единици кои што се директна поддршка неколку провайдери, нели, во Македонија кои што го спроведувате во моментов, и токму поради тоа за да не биде дека сме се собрале само ние и сме направиле нов правилник, измени на закон и така натака, имаше можност преку ИПА структурата во, нели, министерство, односно од Европската канцеларија, да се направи контрола на квалитетот. Мислам дека има и сегмент еден кој ќе го земе како дел и од Светската банка, нели, како целина, меѓутоа ИПА ќе направи комплетна анализа на моменталниот квалитет на давање на услугите, меѓутоа и целата процедура, нели, како е воспоставена за да се ова забрза, нели, како момент, да не има толкави трошоци. Тогаш кога ќе се забрза, трошоците ќе бидат, нели, сведени на минимум и ќе се побрзо ќе се добиваат лиценците, ќе се стават стамбените единици во функција и, нели, ќе започне целиот процес многу побрзо. Така да комплетно давањето на услуги во домот, делот и за вашиот сегмент, ќе ја почекаме анализата која што започна од ТИПА структурата, ќе ни дадат добри инпути, нели, европски и светски, каде што ќе ги воспоставиме утре на стабилна основа сите овие работи, да не треба да се менува пак за година и пол, две, од кога некој ќе дојде друг. Нели, знаеме како идат работите во Македонија, така да битно е да се воспостават овие пракси што побрзо, да се добие подобар квалитет и во нашиот дел на лиценцирање, односно, нели, обврската према вас, меѓутоа и во делот на вие како провайдери, давањето на услугата, нели, према крајните корисници, односно на лица кои што им е непотребно. Така да во елемент да бидеме трпеливи, да го почекаме ова што сме го започнале, да го завршиме. Странски експерти се ангажирани, луѓе кои што со ова се бават повеќе од 20 на години во овој сегмент и имаат големо искуство од сите други европски земји, да ги примениме, да не измислуваме ние нешто ново, ќе примениме нешто што е практично и, нели, можеме брзо да го имплементираме во нашиот систем за социјална заштита. Во делот само во вториот дел на партиципацијата, ние сега на секој управен договор кој што е даден, одвојуваме, нели, за делот услугите 380 динари по лице по час. Не знам само за која партиципација говорите, во кој елемент, не ве разбрав. Ако може да прецизирате. Ке ве слушнам. Самите да партиципираат корисниците, јасно. Добро, но со отварање на правилници, да зборам и со можноста, ќе отвориме да можат и они, се размислува за една реформа која што, денеска не може во целост да говорам, бидејќи треба да поминат повеќе филтри при владата, нели, заедно со министерот да направиме на координација. Има добра замисла за тој дел, токму за делот на услугите и сето оно што го земаат како права корисниците во рамките на министерството. Знаете дека делот тие работи се дуплираат, нели, во овој момент, така да во тој елемент се завршуваат анализите по однос на тоа колку корисници имаме во моментот во социјалните услуги и колку плаќаме за нив, точно во средства и во часови изработено, и колку од кориснициве се во системот на правата, нели, она дел на туѓа нега кој што взимат и така натака. Така да кога се завршат комплетно анализите, бидејќи се спојуваат сите овие во еден систем, нели, како податоци, до сега така не беше. За жал имаше систем кој што никој не сакаше да остави во функција, меѓутоа за година и половина скоро сите центри во Македонија, центри за социјална работа,
веќе го имаат имплементирано новиот систем СВИС, кај што ги гледаме буквално сега на едно место и услугите и правата да може да се направат идните политики. До сега се беше или пешки да ги компарираме и да ги споредуваме овие работи, и не може се направат, не беше возможно да се направат правилни политики на делување, бидејќи ние сме на крајот од денот и кревка економија, ние не сме држава која што има милиарди денари за користење, толку се парите на можноста. Сега од тоа што го имаме како парични средства да го искористиме максимумот, да извадиме најдобро, а тоа е ако е во делот на услугите, да биде во делот на услугите и ќе се сложам максимално. Така да условно ваучер системот, ако вака популарно го наречеме, да некој си купи услуга од државата, односно од провајдерот, ќе значи да може да се плати и дополнително доколку има потреба самото семејство, односно личност да го направи тоа. Така да при ова што го направиме, ќе влезе и ова како дополнителна можност која што денеска ја немате законски за да ја спроведете без да имате одредени импликации доколку некој направи контрола. Со оглед на тоа што имаме уште околу 5 минутки, мислам дека е добар пристапот да ги собереме повторно и прашањата за млади, за да може да ги адресира заменик министерот. Значи, претходно веќе колешката праша што се случува во делот на казнените одредби за, ако ги размислува Министерството, казнени одредби за општините, кои што се уште од законот од 2020 не ги отвориле младинските центри. Јас тука само би додала во името на Пролокал, во моментов со поддршка од Цивика Мобилитас правиме национална анализа, односно проценка на влијанието на законот за млади, ајде скаратено да го кажам, со особен фокус на младите и на општините, на младите кои што живеат во помали и рурални општини. И она што се првични наоди од истражувањето е дека не секогаш вината е на страната на општинската администрација, некогаш е и заради други, покомплексни системски проблеми и всушност се доведуваме до заклучок дека на општините покрај потенцијалните казнени, да кажам, ајде одредби, треба сепак да им се пружи поддршка и помош, затоа што не е секогаш прашање само на волја, туку прашање и на капацитети и на ресурси. Во овој дел би ве замолила, доколку имаме прашање дополнително во областа млади, да ги чуеме и да може во еден одговор за некои си 4-5 минутки да привршуваме. Повелете. Добар ден, ние имаме едно прашање кое што го поставивме и онлайн на вашиот прашалник што беше. Не е баш за млади, се однесува за социјала. Еве мојот колега Владимир Лазовски ќе го постави. Повели. Добар ден, јас сум Владимир Лазовски. Сакам да прашам, ние сме двајца сме членови на организација Мисла. Сакам да прашам за некои лица, например во наша група, што се на некој вид начин примаат допринос од државата, дали тоа, не знам, туѓа нега или семејна пензија или инвалидска пензија, дали би можело на некој начин да бидат вклучени, на некој начин да работат некоја работа во интерес и на нивната состојба и во интерес на државата. Мислам, сепак нешто се треба придонесеме на ние, така. Ви благодарам, да. Повелете да го опфатиме делот за млади, па секако ќе за делот, ќе започнам со младите, па ќе дадам краток одговори за вашето прашање. Анализата која што ќе воспоставите, вие претпоставувам дека ќе биде многу подетална во делот на функционалноста, што направи. Земајќи во предвид дека досега она што се мереше за законот е алатка, мониторинг алатка, каде што нели само квантитативно броиме колку општини имаат отворено, нели од 7 до 11 и така натака. Со оваа анализа правиме квалитативна проценка со 88 тет-а-тет интервјуа, каде што навистина сакаме да разбериме која е причината и дали има заеднички именител што во одредена категорија општини се уште не е отворен. Така да кон крајот на февруари, почетокот на март, еве, да, и колегите да ги поканиме, ќе имаме една отворена расправа да видиме присутен, да, кои се причините на терен. И тоа го мислев, бидејќи сте го започнале, канадски секторот за жал се уште млад, мора да кажам, бидејќи
не работеле ништо од ова што денеска говориме, да бидеме реални. Мислам, тие луѓе да се преземени од агенцијата, меѓутоа работеле решенија за спорт, како да ви кажам се, за ваучери, за тоа е. Сите учиме едни од други, нормално, нели, и ние сме и како раководство за да ги преземе дел од овие работи кои што вие ги размислувате и ги спроведувате, така понатака и како алатки, нели, во самиот систем за следење на квалитетниот принцип на работа со младите. Во делот на, и ќе почекаме тоа, и јас надевам дека ќе бидам и присутен и ќе можеме да дебатираме и ќе видиме целата анализа, нели, претходно поднос на тоа колку досега е, да, и што се препораките. Во делот на тоа квантитативно што ги броиме се центрите, за жал започнавме и таква кампања да секој еден градоначалник биде исконтактиран. Еве, почекавме да завршат локалните избори, бидејќи не затекува после само половина година, нели, како ново министерство, односно нов сектор, да ги почекаме, мораше изборите, бидејќи ете, негде имаше промени, нови градоначалници и така натака. Започнавме веднаш после изборите за ова квантитативно броење, нели, каде има, зошто има и зошто нема, што е причината, така да веќе процесот е започнат и се прави токму собирање на овие основни податоци, кои што за жал дел од општините го прекршиле законот, каде што нема и таму, нели, казнени големи одредби, затоа и претпоставам дека се излекува по тој принцип локалната самоуправа или предвидуваат буџет за млади удоволен или процент согласно законот, за да го избегнат моментот на одредени санкции, казни и така натака. Меѓутоа, не е работа да се казнуваме. Работава е да воспоставиме систем кој што ќе биде функционален за млади, кој што ќе функционира, кој што ќе побараат еден проект годишно кој ќе биде реализиран на нивната територија. Што и да е. Хепенинг, не знам, настан, културен или спортски и така натака, независно катче ли било и сето тоа што треба. Така да сега ќе започнеме и ние во делот на првин инфраструктурата и сето тоа што го имат како заложба, бидејќи сме го преземале законот, веќе сме и должни да постапуваме како министерство. Потоа еве ќе следи делот на квалитативниот пристап, бидејќи веќе се работи да не го дуплираме моментот на тоа да ние сега нели правиме паралелни системи и така натака, да покажат токму ваквата пракса кон што води и што треба да направиме, и потоа заеднички да седнеме и тој закон кој што е денеска во собраниска процедура за одредени измени, нели, кои што се произлезени од дебатите пред се со нели младинските организации, да можеме да го промениме да биде функционален. Закон нефункционален не ни треба, неприменлив не ни треба, бидејќи ете, праксата ја гледате така со своји очи сите вие и ја. Нели, нормално ќе отидам во секоја општина, ги посетувам, одам, викам младински, кај ме канцеларијата, нема, има лице назначено, дел проформа, за жал, нели, колку да бидат покриени согласно законот, и не се запознаени со сите, нели, аспекти на делувањето на младите, не учествуваат на сите, не знам, отворени така и така натака. Така да започнуваме, значи тука сме на почетокот, меѓутоа од инфраструктурата, од неприменливоста на закон, па се до квалитетниот, нели, секако ќе искочи дел од оние заклучоци, да заеднички ги изградиме идните чекори. Бидејќи тука ќе треба да бидат применливи. Да не направиме повторно закон за УФИО. Како направиме таков закон, нема да бидеме ништо поразлични од тие што биле, нели, пред нас и пред нас и пред нас. Делот на господинот, само по 30 секунди, со новиот закон што ќе се воспостави од 1.1.2026, кој што е изгласен во собранието, а се однесува на ангажман на одредени лица во делот на дел приматели на социјална, пензионери и така натака, млади, нели, категории во одредени сектори, определени се точно во законот кои, ќе можат да не биде стопирана, претпоставам дека социјалната помош, пензијата и така натака, да може да бидат ангажирани, тоа беше прашањето, на одредена активност, ваша, што ќе си бидат платени за тоа што го прават, така? Тоа би беше без да ги изгубат правата, точно, да. Во одредени сегменти од 1.1.2026 тој закон е поминат и ќе стане, нели, оперативен и функционален. Секако ќе ја видиме неговата примена во првите 6 месеци дали е доволно, и на кој излага од Министерството за економија и труд. Меѓутоа и јас бев присутен на дебатата кога се пишуваше, кога се бранеше овој закон во собрание и така натака, учествував во целиот процес. Ќе видиме применливоста
каква е и дали е доволна, бидејќи таму се ограничени по часови, нели, да не биде тоа сега работено ангажирање, да не се злоупотреби по закон за работни односи, бидејќи тоа е постоечки, се не може да нарушиме, нели, системот кој што постои. Меѓутоа ќе видиме применливоста и потоа доколку треба се прават одредени модификации по однос на, нели, праксата што ќе покаже на терен, ќе примениме кон тоа. Меѓутоа може да го примените, ќе го видите закон беше во целиот наслов, ќе го препратиме преку Маја, ќе ви го пушти, ќе земе контакт, целиот наслов и службен вестник за да го видите во пракса дали ви одговара на вашата зборам дејност каде што делувате. Ви благодарам. Пред се вас, благодарам и на колегите. Мислам дека сме некоја минутка над дозволеното време и во таа смисла треба да се префрлиме во друга сала каде што ќе се одржи седница на Советот за соработка меѓу граѓанското општество и владата, уште еден механизам кој што долго време не беше функционален, меѓутоа сега веќе се воспостави и тоа е сепак уште еден канал преку кој ние можеме да ги адресираме потребите, но и да одговориме на една порака која што на минатиот форум беше силно дисеминирана, а тоа е дека граѓанското општество и владата треба да работат партнерски и како што и сам рековте, сите истражувања, анализи и препораки кои што граѓанскиот сектор ги прави, а ги правиме многу во различни области, се јавни документи и истите треба секогаш директно да се искомуницираат со представниците на независно национално или локално ниво на власта со цел да може едно да не трошиме ресурси нели безпотребно и вие и донаторската заедница, а второ да полесно допре гласот на граѓанинот до институциите и политиките на вистина да одговараат на нивните потреби, политики според потребите на граѓаните. Ви благодарам уште еднаш, ви благодарам на сите и со ова мислам дека го завршуваме овој панел. Благодарам се, Мастер. Фала.